Добро вечер уште еднаш од мене, јас сум Јадранка Костова, а вие го следите отвореното студио на Еден телевизија. Во овој дел, во овој отворен појас, ќе разговараме за некои правни специфики во нашава држава, а тоа е зошто едни исти одредби од Уставот или од некој закон добиваат драстично различни толкувања од правниците, зависно на која политичка опција се поблиски. Дилемата и прашањето што го поставувам сега со моите гости ќе биде дали се имаат проблем, фалинка, народно да се изразам, уставните одредби, или пак е проблем што правниците станаа партиски војници, дури кога треба правно да толкуваат одредби од Уставот и законите. Мои гости вечерва се Александар Спасов, доктор Александар Спасов од Правниот факултет Јустинијана Примат. Добро вечер. Добро вечер. И Насер Зибери, нотар, инаку беше пратеник во првиот оној собраниски состав, повеќе партиски, за кој многумина се согласуваат, беше еден од најдобрите во смисла на некаков демократски капацитет. Најактуелно, кога веќе ја поставив темата, е различните толкувања околу прогласувањето на Законот за јазиците и Законот за ратификација на договорот од Преспа, кој не добија подпис, односно указ од председателот Георги Иванов, и сега коментарите на ВМРО ДПМН се поднесена е дури и кривична пријава денеска до председателот на Собранието Талат Џафери, заменик генералниот секретар и директорот на службен весник за злоупотреба на службена положба, саботажа, за устойничко задружение и слично. Се најавуваат процедури пред Уставниот суд и господин Спасов на Правниот факултет, професори или професорки кои се членови на ВМРО ДПМН имаат едно толкување, оние кои се блиски до СДСМ сосема друго толкување. Каде е дефектот? Инаку да напоменам, јас се обидував да ја поканам професорката Иванка Василевска од Правниот факултет, која е во ВМРО ДПМН, но не одговараше на повиците. Тоа е тоа. Добро вечер уште еднаш. Видете, независно од тоа каква политичка идеологија или политичка опција застапува, тоа е сосема легитимно право на секој. Има некои работи кои што се објективни и вистина. Сега правото секогаш подлежи на толкување и толкувањето во правото се врши на начин што има конкуренција на аргументи. И тоа е сосема нормално. Направен разни видови на толкување. Значи, ама партиско толкување немаше во таа лекција. Не, партиско толкување нема, значи може да има различно толкување, има различни видови на толкување на правото, меѓутоа сите тие мора да бидат аргументирани. Сега, кога збориме конкретно за законодавната постапка, таа има определен временски след, нели, од предлагачот, најчесто се во владата како предлагач, иако не е само таа област на предлагач, доаѓа во собранието, кратко таму поминува низ работни тела, ако е ова долгата законодавна, не е скратена законодавна постапка, нели, низ 3 читања, порано не беше така, меѓутоа сега е воведен тој збор читање, тоа се фактички тие 3 фази, како и да на крајот собранието се изјаснува и указот од кога ќе се изгласа некој закон, указот го потпишуваат председателот на собранието и председателот на Република Македонија. Председателот на Република Македонија има право на суспензивно вето. Што значи суспензивно вето? Тоа значи го искористи тоа и за законот за јазиците, така. Да, и други председатели го користеле, тоа значи дека председателот има право во определен временски рок да размислува и да се изјасни дали ќе го потпише или нема го потпише указот. Го враќа назад законот во постапка во собрание. Колку што знам, тој се враќа во, иако не сум експерт за уставно право, во 3-то читање, повторно се гласа и доколку се изгласа уште еднаш со потребното мнозинство, во вториот случај секогаш со апсолутно мнозинство, тоа значи од актуелниот состав од 120-61 пратеник, председателот е должен да го потпише указот за прогласување на законот. Зборот должен е многу јасен. Јасен. Председателот на Републиката нема право на избор во повторното гласање
нема веќе суспензивно вето, тој е должен да го прогласи указот. Се разбира, претседателот должен да го потпише указот и да го прогласи законот и да се прати на објавување во службеното гласило. Дали со ова одбивање да го потпише указот, претседателот си презима законодавни ингеренции? Па, на некој начин, затоа што председателот е учесник во законодавната постапка. Okay, Фактот дека има право на суспензивно вето, меѓутоа председателот не е апсолутен монарх. Значи во апсолутните монархии можат монарсите да спречат определен закон и ако доколку има и да речеме некакво советодавно тело, па тие немаат ни парламенти, меѓутоа ако има такви овластувања да спречи. Нашиот претседател не е апсолутен монарх, тој е претседател во парламентарна република, има право на суспензивно вето, меѓутоа тој не може да го запре влегувањето во сила на законот. Но еве го запира и сега. Ајде да го прокоментираме овој втор дел. Смееше ли претседателот на собранието еве да испрати до службен весник да се објават овие закони? Се тука постои дилема. Факт е дека ниту во уставот, ниту во законот за собрание, каде што е и деловникот за работа, каде што е регулирана, но пред се уставот и законот за собрание, каде што е регулирана законодавната постапка, не стои што е правна последица доколку претседателот одбие и по повтореното гласање да го потпише указот. Тој има должност, тоа е несомнено. Не стои која е правната последица во смисол која е постапката понатаму. Нема ни временски рок во кој? Нема. Ние имавме еден случај порано исто со тоа околу нели потпишувањето не е определен рок, денови, недели, тој случај што на кој претседателот може до бескрај да го разликува. Не, определен е тој рок. Имаше сега, проблем во еден период. Има првиот проблем е настана 96 или 97 година околу гласањето на законот за надворешни работи, кога претседателот Глигоров во судир со тогашната влада на Бранко Црвенковски не се согласува со законот и едноставно молчи. Тоа е некој тип на джепно вето. Тој не се ни изјаснува. Значи не ни доаѓа таму до вето, едноставно молчи и тогашната претседател на Црвенковски па и не крена многу времето. Не, претседателот на собранието тогаш го потпише и го објави како претседател Глигоров никогаш после првото гласање не се изјасни за тој закон. Но сега има рок после првото. Она што нема е што од кога повторно ќе се изгласа, каде што има должност за претседателот, која е правната последица. И сега сосема е јасно дека второто потпишување, таму каде што претседателот го потпишува указот за прогласување, не значи дека претседателот се согласува со законот, туку тој е должен тоа да го стори, а ако смета дека законот е неуставен, може да поведе иницијатива пред Уставниот суд. Во една нормална правна држава така би реагирал претседателот. Може и да се обрати на јавноста за да го појасни својот став и да рече по уставот јас сум должен сега да го потпишам указот. Тоа не значи дека се согласувам, сметам пример дека е неуставен законот и ќе поведам иницијатива за оценка на уставноста на законот пред Уставниот суд. Во оваа ситуација имаме случај кога претседателот не се изјаснува или кога се изјаснува вели јас не сакам и тоа е крај. Тука става точка. Тоа е очигледно кршење на уставот. Зибери, како вас ви изгледа целава оваа уставна конфузија, да ја наречам? И дали е резултат на недостатоци во уставните одредби или на квалитетот или капацитетот и интегритетот на луѓето во политиката? Мислам дека актуелната ситуација е продукт или резултат на двата аспекта што ги покренавте. Прво, мислам дека е резултат на превагнување на партикуларни партиски и политички интереси над правните аргументи, кои се многу силно изразени во нашите политички партии. А тоа зборува за отсуство или недостаток на државнички капацитет во самите политички партии, кои откако ќе се инсталираат на власт после изборните резултати, продолжуваат со тој партикуларен интерес да владеат, а не да ги почитуваат системските закони и уставот во вршењето на своите по устав одредени надлежности. Тоа е прво. Вие бевте во првиот парламент кога се носеше уставот 91. И второ, точно е дека уставотворецот при донесување на првиот устав, кој се уште е основа на нашиот политички систем, мислам дека
недоволно внимавал на нашиот демократски капацитет во општеството. Недостаток на демократски Недостаток на демократски традиции. Традиции, бидејќи Македонија само што беше внесена во повеќе партиски систем и парламентарен модел на владење. Дека тоа е така, зборува фактот што повеќе земји вакви ситуации ги имат регулирано и решено и не даваат простор носителот на власта волунтаристички да толкува одредби на Уставот. Иако некој повисок степен на демократски капацитет и правна култура нема да дозволи волунтаристичко толкување на одредбите. Зашто замислете во една Америка со еден устав од 20 на членови, каде што апсолутно има простор за секакво толкување, таму нема ваков судир на надлежности и волунтаристичко толкување на одредбите на нивниот устав. Тоа е прво. Второ, сакам да кажам дека председателот во неколку наврати направи груба повреда на уставните, по устав одредени надлежности. Со одбивањето на доделувањето на мандат на... Да, сакав и тоа да го отворам. Да го како додели... тема и проблем. Да го додели мандатот на кандидат на партија или партии кои обезбедиле мнозинство во парламентот. Тој направи груба повреда. Мислам дека е многу јасна таа одредба. На членот 90 став 1 од Уставот на Република Македонија, бидејќи таму правната норма е императивна. И јасна. И јасна. И вели председателот е должен. Но за жал нема санкција за тоа. Немаме инструмент правна последица. Да, кој ќе ја надмине таквата ситуација доколку и покрај обезбедување на парламентарно мнозинство председателот одбие како што и го направи. Ма тоа помина недели и месеци. Да. Тоа е прво. Второ, председателот направи тешка повреда со одбивањето на подпишувањето на указите за законите и за ратификација на Преспанскиот договор и законот за употребата на јазиците. Бидејќи и таму во ставот 2 и 3 императивна е нормата и вели председателот е должен да го потпише указот за прогласување на законите. И што да се направи кога велите се направи? Импичмент. Да, и пред да влеземе во студио, јас ви кажав дека има устави каде ги предвидели и ваквите ситуации, дека може да има председател кој може грубо да ги повреди уставните норми и затоа предвиделе инструмент кој ќе ја бајпасира, односно ќе ја надмине таквата ситуација. Таков е примерот со Италија. Таков или сличен е примерот со Унгарија. Во Унгарија, да речеме, доколку и при повторното одбивање, изгласување на законот, председателот одбие, во рокот 5 дена тој е должен пред Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата која... Дали со вас сугерирате дека е потребно уставните одредби да бидат допрецизирани? Да. Во Грција е слична. И таму вели, доколку и при повторното изгласување, тогаш не е потребен указ на председателот за да може законот да стапи во сила. Да довршам. Да. Во случаев, мислам дека се работи за повреда на уставните одредби, второ, за конфликт на надлежности, судир на надлежности. За кој судир на надлежности помеѓу законодавната и извршната власт? За среќа, нашиот устав предвидел инструмент за надминување на таквата ситуација. Бидејќи во членот 101, ставот 4, вели Уставниот суд решава за судир на надлежности помеѓу законодавната, извршната и судската власт. Ние тука имаме типичен пример на судир на надлежности, односно волунтаристичкиот начин на толкување на одредбите на Уставот и законите му дава позиција на председателот да го блокира
законодавниот процес во собранието, што е основна надлежност на парламентот. Кој е авторитетот на Уставниот суд во овие години? Тоа е друго прашање, тоа е наш проблем. Но Уставот предвидел инструмент како тоа да се надмине. И јас очекував цело време дека актуелното парламентарно мнозинство, односно владата, ќе поведе таква постапка, бидејќи ја суспендира законодавната активност на парламентот ваквата одлука на председателот да одбие да ги потпише указите за прогласување на законите. И на тој начин, секогаш која ќе му падне на памет на председателот, тој ќе одбие да потпише указ, а со тоа значи и да нема закон. Да, јас секогаш велам дека кога ќе се проголта еден преседан, тој станува правило. Да, пракса. А ние како да не можеме да измениме нешто од Уставот, освен А внимавајте. Под императив од надвор. А внимавајте. Уставниот суд е надлежен да се грижи за поделбата на власта во Република Македонија, која пак е темелна вредност на нашиот устав. Во членот 8 е ставена одредба дека темелна вредност на нашиот поредок е поделбата на власта. Но многу институции се урнисаа во овие години благодарение на луѓето кои ги пополнуваат. Да, ама јас давам одговор на вашето прашање. Каде лежи дефектот за ваквата ситуација? Видете, веќе го почнавме вака на принципијално ниво да го водиме разговорот. Имате ситуација, например, во Англија, не само што Англија нема нели устав во формална смисла, туку има и уставни обичаи како извор на правото, тие се дури непишани. Не е само пишаното право, туку и непишаното право. Едно од тие е во однос на доделувањето на мандат за состав на владата. Монархот утрината после изборите го повикува актуелниот премиер, ако ги изгубил изборите, тој го враќа мандатот, го повикува лидерот на партијата или партиите, ако има некоја коалиција, да кажеме, се формирала, да му го додели мандатот. Таа е влада на неизиното величество. Мислам, во конкретниот случај, нели, веќе 60 кусур години кралицата Елизавета II. Монархот хипотетички може да одлучи да не го направи тоа, бидејќи монархот е тој кој што го дава мандатот, тој го назначува премиерот. Меѓутоа, во едно општество со висока правна и политичка култура, ниеден британски монарх со векови не би се осудил да ги негира резултатите од парламентарните избори и самиот монарх да одлучи, не, иако победи тој, јас сакам да остане овој премиер, иако го нема мнозинството во парламентот. Значи, постои едно високо ниво на правна и политичка култура во кој што и самиот монарх се повинува на резултатите од изборите. Точно тоа е влада на нејзиното величество, но јасно е дека таа влада зависи од мнозинството кој што постои во парламентот. Не е запишано во уставот дека владата мора да ја направи македонска со албанска партија, никаде не е запишано. Но еве, тоа стана непишано правило, да, од почетокот на 90-тите. Кое не се прекршува веќе. Добро, тоа е од почетокот на 90-тите некое правило со оглед на нели етничката композиција. Ама не е императивна норма, но секоја партија знае не е пишана. Не е пишано. Меѓутоа, во оваа ситуација ние точно е дека во уставот не можеме во законот да најдеме која е точно правната последица, односно како се продолжи постапката кога председателот надвор од своите надлежности одбива на повторно изгласан закон да го потпише указот и се повикува на како демагошки популистички аргументи. Добро, и тука имаме ако имаме кршење на устав, Зибери спомена нели околу судирна надлежност и уставен суд. Постои инструментот и импичмент, но тоа треба. Двотретинско мнозинство, па исто така во уставниот суд. Тоа е утврдување одговорност. Треба со двотретинско мнозинство да се покрене од страна собранието, одлучува уставниот суд исто така со двотретинско мнозинство. Но ние дојдовме и до кривична одговорност. Себе реков денеска се покренува кон председателот на собранието, другата страна тврди дека председателот треба кривично да одговара за некои прекршување на уставот и повторно тоа доаѓа од зависно кој од која партија е. Вие сте и некаков советник, нели? Да. Правен на премиерот Заев. Ме интересира дали вашето мислење правно е битно за премиерот да заземе став или премиерот ви соопштува што планира, а вие тоа треба правно да го покриете, не само вие, нели? Има повеќе професори од правен. Да. Јас за тоа пишувам и во новиот неделник Фокус. Па истото прашање за Насер Зибери кога беше член на ПДП.
како ви Затоа што кажам, ваши повторно колешки тоа е личниот интегритет имаат на секого. друг Јасно. став. Тоа е личниот интегритет на секого. Се разбира ако сте ангажиран на еден или на друг начин да работите или соработувате со некој носител на јавна функција, се разбира тука е важна лојалноста кон функцијата. Меѓутоа, од друга страна, секогаш човек треба да внимава на својот личен и професионален интегритет, бидејќи политичарите доаѓаат и си одат, меѓутоа професионалниот интегритет, тоа што го ставате како трага позади вас, мора да остане. Во таа смисла, ако не се согласувате со нешто, секогаш можете да се повлечете, не знам, ако сте именуван да даете оставка или ако имате некој договор да го раскинете, да го прекинете договорот и така натаму, во тој однос. И сега, дали... Па како можат професори од правен факултет на една јасна одредба што Зиберија спомена, дека мандатот се дава на партијата и партиите што имат мнозинство. Професори на правен кои едуцираат студенти да тврдат дека не е тоа така, дека нели мора победничката партија. Мислам дека тоа за мене е скандал за една високообразовна институција. Може би има одредби кои се подвосмислени. Не, таа е јасна говорам одредба. за многу јасни одредби. Таа е јасна одредба дека тие што имаат мнозинство, значи партијата или партиите, значи се дозволува коалиција, и предизборна и постизборна, кај нас има некои кај што системи кај не се дозволува предизборни, туку само постизборни коалиции. Небитно тие што имаат коалиција, односно имаат мнозинство, тоа е 61 пратеник во парламентот, треба да го добијат, номинираат кој е нивниот кандидат за мандатар и треба да го добија и тука е церемонијална улогата на шефот на државата. Партијата што имаше најмногу значи шефот на државата тука има церемонијална улога, мислам само го повикува и му дава и дури нема право никакви услови да поставува. Шефот на државата никаде не пишува дека шефот на државата може да условува под кои услови ќе го даде мандатот, под кои услови нема да го даде мандатот. Значи, шефот на државата, ние имаме отстапување кон председателски модел, еве тоа суспензивно вето, влијание во одбраната, во надворешната политика, значи не е целосно церемонијална улога. Но ние сме парламентарна република во основа, со одредени отстапувања. И во парламентарната република шефот на државата има некои значајни овластувања, но тие се ограничени. Носител на извршната власт кај нас е владата, не е шефот на државата. Шефот на државата е поглавар. Истиот председател Иванов, додека ВМРО ДПМН ја имаше владата и власт. Да, немаше ни едно вето. Ниту еднаш не стани забелешка. Не одби закон, прогласување на указ, а не па и да не... Имавме и автентично толкување за да се ослободат за војните злосторства, све потпиш. Мислам дека толерирањето на повредите на Уставот, грубото прекршување, дава простор после да ни се повторуваат таквите ситуации. И дава простор, создава атмосфера за различно толкување на одредбите на Уставот и кога имаме децидни норми кои не даваат простор за различно толкување. Добро. Мислам дека власта да поведуваше уште при првото прекршување на Уставот, постапка за утврдување на евентуална одговорност на председателот со одбивање на доделување на мандатот. И покрај тоа што можеше да се предпостави резултатот каков ќе биде. Дека нема да има 80 гласа. Но во историјата на нашето парламентарно искуство ќе влезеше Ке биде во тоа, ке беше прв импичмент, така? Дека заради повреда на Уставот, заради неизвршување на со Устав определени надлежности против председателот, тој и тој е поведена постапка за утврдување на одговорност. Зибери, сакам еден проблем што вака е карактеристика за овие години. Албанците, дали се во Уставен суд членовите, било каде, исто така, еве и во јавното обвинителство, секогаш кога се работи за некакви меѓуетнички односи, исто така имаат толкување на законот и Уставот на идентичен начин. Во Уставниот суд исто така постои друг проблем, друг дефект, кој, бар од моја гледна точка, е детектиран. За прашањата за кои Уставотворецот кажал дека треба да има двојно мнозинство при изјаснување на пратениците, а тоа се прашањата од
строго идентитетски карактер. А Уставниот суд не може со просто мнозинство да одлучува. И таму треба да се запази истата постапка. Доколку тоа не се случува, тогаш бидете сигурни дека етничката поделба по тие прашања нема да дојде до израз. Но дозволете ми уште нешто да кажам околу одговорноста. Колку етничката или партиската припадност го определува правното толкување, тоа ми е темата. Јас тука не би се согласил, знаете зашто? Парламентот е политички орган, тој е носител на законодавната власт и таму двојно мнозинство во однос на некои прашања како со политичка аргументација може да се оправда. Но Уставниот суд, ако ние внесеме етнички принцип, каде што треба да стојат врвни стручњаци, така и стои дека за судии на Уставниот суд се бираат врвни стручњаци. И ако се воведе етничкиот принцип, тоа значи дека ние не веруваме дека може во Уставниот суд да стојат, да седат судии, да бидат избрани, кои што ќе одлучуваат независно од сопствениот идентитет во смисла на етничка, верска, расна припадност. Ако Уставниот суд стане орган кој ќе биде квази парламент, втор парламент и ќе одлучува со политички мнозинство, просто или двојно мнозинство или не е битно, во таа ситуација не нема потреба од Уставен суд. Идејата на Уставниот суд е дека таму судиите напротив треба да одлучуваат врз основа на Уставот, не врз основа на тоа што е нивната политичка припадност или што е нивниот идентитет, па ако им се допаѓа одредена етничка заедница или тоа е нивната етничка заедница, секогаш да одлучуваат на еден начин, ако не им се допаѓа да не одлучуваат. Во таа ситуација повторно влегуваме во замката на значи двојното мнозинство, Бадинтеровото е политичко мнозинство. Во политички орган, а Уставниот суд не е политички орган. Уставниот суд треба да биде стручен орган. Така, Зибери? Не се согласувате со аргументите? Не, апсолутно не се согласувам. Да, тоа е политички инструмент кој произведува правни норми, а Уставниот суд ги оценува токму тие правни норми. И Уставниот суд ќе оцени уставност врз основа на позитивните уставни норми. Ако ние имаме такви позитивни норми, тој Уставен суд треба да се грижи и да ги штити таквите позитивни норми. Но тоа е друго прашање. А зошто мислите, ако не е некој албанец, дека никогаш нема да се грижи за остварување на идентитетските интереси на албанците? Секогаш по дефиниција негативно ќе гласа? Ние е срушен до таа мера интегритетот на тие уставни суди, па вие зарем треба да разговараме за каков Уставен суд ние имаме работа? Не, се согласувам, а тоа не се решава со воведување на нови мнозинства. Не, се решава со правни норми, со уставни инструменти. Со ново мнозинство. Да, затоа постојат инструменти во правото. Инаку ќе се доведеме повторно до такви толкувања. Не, дозволете ми, околу одговорноста. Значи, тоа е кристално јасна позицијата на претседателот виза овие повреди. И сега иницијативите што ги спомнувате околу оценување на уставноста, околу одговорноста евентуална кривична на А што ќе се случеше доколку претседателот на собрание не постапуваше согласно уставот кој вели дека во рок од 7 дена донесениот закон треба да се објави во службен весник? Тоа е прво. Тогаш требаше другава страна да покрене кривична. Да покрене постапка за неизвршување на својата надлежност врз претседателот на собранието. Треба ли во овој последен круг сега? Дали треба, споменавте вие предходно, да се допрецизираат одредени уставни одредби? Јас и кога се носеше 91 уставот, со оние кои работеа на уставот, коментирав дека претседателската функција ја креираат, имајќи го предвид Киро Глигоров. Мојата теза беше, замислете било кој да дојде, затоа што, нели, се може да помине. Ние мораме да имаме механизми на контрола на сите институции на власт и јасни одредби. Дали конечно ќе созрее свеста дека треба ваквите одредби кои не засегаат само нели меѓуетнички односи и такви работи, туку од оној демократски сегмент да бидат допрецизирани и појаснети. Ваквите постапки не засегаат само меѓуетнички прашања. За
законот за ратификација на договорот не е етничко прашање, недоделувањето на мандатот не е етничко прашање. Затоа треба да се воведат правни инструменти кои ќе значат излез од таквата ситуација. Зашто денеска е вака, утре може да биде обратна ситуацијата. Да имате председател од друга политичка провениенција, а парламентарно мнозинство од трето. Значи, мора собранието да најде инструмент. Инструментите се различни. Една од тие упатувањето веднаш у постапка пред Уставен суд за оценување и ставот на Уставниот суд да биде решението за излез од ситуацијата. Или елиминирањето на блокадата. И јасно може да се стави одредба. Доколку повтор пат биде изгласан законот со потребното мнозинство, во тој случај законот ќе се објави без да има потреба од потпишување на указот од страна на председателот. Многи ја заборавивме онаа колективна масовна аболиција што ја потпише Иванов, при што Уставниот суд одигра своја улога во целата таа процедура. Ама затоа треба да постојат правни инструменти кои ќе ги регулираат. Ама за да има правни, значи треба да коригираме Уставот. Да, апсолутно. Се согласувате ли? Вака, значи, еден е проблемот во однос на проблемите на јасноста на нормите и тука се согласувам. Ние имаме ситуација каде што се пропишува обврска, но нема правна последица, нема санкција нормата и што ако не. Кога пишувате акт, односно норма кога создавате, секогаш се прашувате што ако не. Значи правите сценарија, модели правите и сега нормално никој не може му истакне се и што на кој политичар да може некоја да создаде ситуација, но во секој случај треба се што е разумно предвидливо во моментот кога се создава нормата, треба да постои како сценарио и да се предвиди правна последица. И за тоа треба да имаме прво временски, не треба брзо да се менуваат законите, не треба да се донесуваат напрасито закони. Промени во законите. 156 закони за изменување и дополнење закони изгласани во еден ден. Се сеќавате 2011-12 кога беше тоа. Но кој ќе се снајде, немате пречистен текст. Сменет во ист ден два пати. И закон два пати сменет. Тогаш се случи, да, два пати во ист ден се мен. Јас имам проблем да најдам пречистен текст на одредени закони. А не можете да имате. Додека се работи пречистен законот за градежништво во ист ден два пати е сменет. Додека се работи, додека се пречистува текстот, веќе на некој друг му текнува. Например, ја не можам да заборам во Законот за високо образование, кога преку ноќ беше поставена, дадена можност на луѓе што одамна се дипломирани да поништуваат испити. До 5 испита, мислам, не ме држете за збор, можеше да дојдат и сега јасно беше дека тоа беше норма за одредена категорија на луѓе кои требаше партиски да се вработат. Затоа што кога студирале, никогаш не ни сметале дека ќе се активираат политички, дека партијата ќе им понуди раководно место. Ама од една страна носевме закони во кои што се бараше високи просеци за раководни позиции, познавање на англиски на не знам какво ниво и така натаму, а од друга страна бидејќи тоа не можеше да се реализира, односно една партија или друга не може своите кадри да ги става таму каде што мислеа, овозможува поништување на испити. И тогаш нам како наставници на факултет ни правеа притисок луѓе што се века со побелени коси доаѓа, кои бараа да поништуваат марксизам, кој е укинат со наставната програма од 93 година. И сега не знаете, ако му го поништите испитот марксизам, што е замена за предметот марксизам кој не постои повеќе во наставната програма. Значи, тоа е едниот момент. Вториот момент е немањето на и правна и политичка култура. Ако ги гледате биографиите на судиите на Уставниот суд, таму имате брилјантни стручњаци, но имате луѓе со бизарни биографии, а се бара истакнати правници. Јас мислам дека првиот Уставен суд беше на највисоко ниво со професорите Джунов, Нетков. Да, тоа е несомнено дека тоа е најсилниот состав на стотици закони на Уставниот суд. Да, и на крајот на денот вие повторно го имате тој момент. Јас сега ајде да зборам идеолошки, политички гледано, имам навистина либерални гледишта и јас сум секогаш скептик
кога целата политика се сведува на идентитетски прашања. Затоа што идентитетските прашања се важни, но не може идентитетските прашања се претворат во нешто што на времето била политичката идеологија, нели, на марксизмот. Јас сум почитувач на Маркс, меѓутоа на времето во Полска постоело виц, бидејќи немало ништо за јадење, не можело да се купи по самопослугите, да отвориме во Капиталот на Маркс да видиме дали утре ќе има лепи млеко. Кај нас имаме ситуација во која што треба да го испипате пулсот на оние кои ги владеат закараните племиња меѓу себе, да видите дали утре ќе има мир или ќе има војна и дали одредено прашање кое што навидум не е етничко прашање, некој утре може да направи идентитетско етничко прашање и при тоа да се создаваат проблеми. На крајот на денот и она со доделувањето на мандатот, не заборавите како беше политички аргументирано. Политичката аргументација зошто не се доделува мандатот, политичката аргументација беше бидејќи мандатот, ако се додели на тогашниот кандидат за мандатар Зоран Заев, беше дека ќе ја федерализира Македонија. Па беше етничка аргументацијата. Тој племенски начин на размислување нас ќе не доведува постојано во тензии и во проблеми. Господин Спасов, страшно е кога доктори по правни науки ги поддржуваат таквите небулози. Апсолутно е страшно. Мислам, во толкување на Уставот. За жал, тоа ни е изгледа да му дадете право на председателот со таков аргумент да не го дава мандатот. Тоа изгледа толку ни е нивото и мораме да си признаеме дека... За партијата не, мислам, не ми пречи толку, може секакви аргументи политички да вади, но зошто добива правна обланда од доктори и професори на правен факултет? Тоа е за мене. Тоа е веќе, како да ви кажам, тоа е лично, секој треба себе си да се погледне во огледало и да се праша што ќе остане од мојот личен и професионален. И се изгледа дека се многу лични. Добро, тоа е, знаете како на крајот правото, погрешна е вербата дека постои совршен правен систем. Такво нешто не постои. На крајот на денот правото е човекова творба и зависи од луѓето како и дали ќе се применува. Доколку ние сакаме да живееме во уредена држава, ќе го применуваме правото. Ако не, јас сум полемизирала со многу, ќе велат кога ги критикувате тие институции, председатели или не знам Уставен суд, дека вие ги го уривате угледот. Мојата теза е секогаш дека тие што ги пополнуваат тие институции го уриваат угледот. Затоа што секоја критика, ако нивните одлуки се издржани со авторитет и стручност, тој што ги критикува губи од, како да кажам, авторитетот. Па видите, ние имавме, ајде да се тргнеме од тоа, ние имавме различни одлуки на Уставниот суд во однос на веронауката во училиштата, во зависност од составот. Еден состав имаше кој беше потрадиционално гледаше на секуларизмот и донесе една одлука, друг состав кој гледаше само што се промени составот, донесе радикално спротивно. Го има тој во Врховниот суд на САД, да се разбереме, и таму имате и такви идеолошки влијанија, меѓутоа и да постои некој идеолошко влијание, ако нема солидна правна аргументација во таа ситуација, јас сум поборник да се критикува секоја институција. Не само политичките институции, собрание, влада, председател на држава, туку и судството. Не е судството надвор од системот и не може да постои света крава во системот која што не може да биде критикувана, па дури и тоа да е Уставниот суд. И во таа смисла не согласувам. Угледот на институциите го уриваат тие кои што ги вршат функциите на тој начин на кој што ги вршат, а не тие што ги критикуваат. За крај Зибери, вие, вашиот став. Ние поминуваме низ еден многу турбулентен период и мислам дека ни владата, ни собранието, ни другите институции немаат доволно време и простор и капацитет да се занимаваат посериозно со едно, според мене, суштинско прашање. Тоа е едно прочистување на сите позитивни прописи во државата и елиминирање на овие контрадикторни честопати решенија кои се исклучуваат помеѓу себе. Различни закони се во колизија. Во колизија меѓу себе. Во ист закон имате одредби кои се во колизија помеѓу себе и така натака. И второ, владата и собранието да имаат поголем демократски капацитет, стручните тела да ја вршат работата согласно капацитетите што ги бара функцијата што ја има. Не само во Уставниот суд, зборуваме антикорупција, да се постои секретаријат за законодавство кој е надлежен да се грижи за законитоста на одредбите кои ги носи парламентот, односно ги предлага владата. Постои законодавна правна комисија во самото собрание.
која е надлежна токму за овие прашања. Па постои плюс инструмент, тоа е толкувањето на законите, која е надлежност на собранието. Зашто основна надлежност на собранието е донесување на законот, но во исто време и толкување на законите. Затоа треба посериозно во државата да се размислува, зашто полека системот ни дисторзира и практично многу закони стануваат неспроведливи. А тоа Ке нас најлесно се носат закони, најголем проблем е спроведувањето. И тоа се забелешки од Брисел. И тоа произведува две последици. Прво, ги загрозува правата и интересите на граѓаните во постапките пред органите, и второ, го доведува органот ностоп да ги менува законите, без да внимава при тоа каква правна и конзистентна норма носи. Спасов Зибери, ви благодарам што бевте гости во 1TV. Јас на оваа тема планирам и натаму да организирам дебати, бидејќи навистина има проблеми во системот кои со години прогресираат кон полошо и дека мора некаква повисока и граѓанска свест и стручна да влијае да ги доведеме тие процеси во некоја нормала. Ви благодарам што бевте гости. Вие, почитувани, останете и натаму на фреквенциите на 1TV. Следуваат вестите, а ние се гледаме следниот петок со мене.